Добро вечер со топ тема на ваша страна. Каква економија да очекуваме од новата влада? Може ли реално да се остварат ветувањата од изборните програми? Кои се приоритетите во услови на презадолженост и низок животен стандард? Дури 28,3% од граѓаните очекуваат отварање на нови работни места. На 25,5% животниот стандард им беше пресуден кога ги прашале за кого би гласале. Наспроти 6% на кои им беше битно уставното име, покажа анкетата на Телма пред избори. Но наместо економски, условите за состав на новата влада се политички. Во топ тема на ваша страна дебатираме со професорите Игор Ивановски и Сашо Кожухаров, Фатмир Битики, кој е извршен директор на Стопанската комора на Северозападна Македонија, и Павле Гацов, директор на Сдруженијето, претседател на Сдруженијето на даночни советници. Останете со топ тема на ваша страна во следниот час. Спремни сме за дебата на економска тема, она што ретко се случува деновиве, затоа што најбитна е политиката, кога е ставено прашањето на маса кој и како ќе ја состави новата влада. Вечерва, еве уште еднаш ќе повторам, разговарам со професорите Игор Ивановски и професорот Сашо Кожухаров. Добре дојдовте. Добре вечер. Кожухаров, фала што дојдовте. Денеска ви е роден ден. Да ве прашаме за годините или ајде да го оставиме за друг пат тоа прашање? До 28 декември. Да. Добро. Господинот Битики од секторот на стопанството и господинот Гацов кој доаѓа како претседател на Сдруженијето на даночни советници. Кога ќе најавиме ние економска тема во сред жижата на политиката, секогаш прашањето е па сега од кај економија. Меѓутоа кај нас е политика, па и економијата е за жал политика. Меѓутоа еве веќе и во најавата кажав дека кога се ставени на маса условите за формирањето на владата, некако не слушнав дека многу се ставаат економски прашања. Ивановски, владата која треба да се состави, сега шпекулираме лева, десна, партија, центар, сите албански партии заедно или поделени, од што нема да избега како проблем, или што треба приоритетно да направи барем во првите месеци за да се покаже дека е нова влада и нешто ново прави? Ова сега е тешко прашање за мене како новинар, оти можеме само да нагаѓаме, меѓутоа од вашите анализи и согледување. Ова е исклучително тешко прашање, кое што е легитимно, но во принцип многу тешко може да се даде дециден, јасен и прецизен одговор со голема известност и веројатност дека таков и ќе биде. Од проста причина што како и во 2016, како и во 2015, како и во 2014, така и во 2017, следната година, Република Македонија повторно ќе биде држава со нефункционална пазарна економија, со сериозно отсуство на здрави и кредибилни и одржливи институции и држава во која што политиката е доминантна во делот на економијата. Тука не можеме да кажеме дека ние сме единствен исклучок. И американската берза и американските очекувања и проекции се менуваат во зависност од резултатите и сега последниот исход на американските избори. Но на што е кај нас многу полошо е дека доминантниот вработувач, снабдувач, плаќач, односно најчесто не плаќач, е владата на Република Македонија. И кога вие имате до тој степен зависност на вкупната економија од состојбите во државата, тоа се алиментира преку владата, тогаш ние немаме функционална пазарна економија во која што бизнисот и институциите ќе го водат главниот збор. И многу е тешко да се биде оптимист. Конкретно да речеме, ако веќе гледаме низ призма на економските параметри, јас сакам да се надевам дека ние следната година ќе го оствариме проектираниот раст од 3,5% или 3,7% во зависност од институциите. Да бидам искрен, ние во ниту една година проектираниот раст во оваа држава не е запазен. А тоа е фундаментот на проекциите, на буџетот, на економските политики. И оно што за жал мислам дека ќе се случува е дека ние нема да имаме барем постепена стабилизација на политичката сцена, заради кое што ќе имаме постепена стабилизација на економските токови. Конкретно, ние следната година имаме избори.
Ние сега ги завршивме парламентарните вонредни, следната година имаме локални, кои што исто така подразбираат еден вид на тектонско пореметување, ја очекувам дека тоа ќе се случи за жал и понатаму, за жал во економска смисла, а за сметка на политичките реконфигурирања, тоа е веќе друго прашање за кое што не дебатираме вечерва, но ние повторно ќе ја поминеме годината на економски план во зависност и во очекувања на постоечкиве избори. Очекувам дека процесот на составување на влада и во политичка и во кадровска смисла, а особено во програмска, ќе биде исклучително тежок и сложен. И кога на тоа ќе ги надоврземе локалните избори, само ќе се кумулира она веќе постоечка воздржаност на бизнисот и на индивидуите и се уште пролонгирање можеби на одредени инвестирања потрошувачка, а кои што се доминантни за македонската. Да, тоа се и прашања кои исто така ќе ги сега, знаете, со тоа во овој еден дел да го завршиме. И во економијата постои класична теорија на политички циклуси, постои теорија на рационални очекувања. За жал во Македонија тие многу малку се ефектуираат во таа класична теориска смисла, освен дека се зависи од политиката во класична буквална смисла и претежно од партиите. Знаете, во Македонија многу пати, да речем, постојано се мешаат поимите на политика и партија. Политика има и градинка, има секоја институција, но ке нас доминантната политика е партиската политика. И кога немаме институции како што немаме, се зависи од тоа што ќе направат партиите. А гледаме дека во овој момент нема ниту една економска програма, ниту една економска политика, ниту една економска дебата. Барем под маса, тоа што ние можеме да го гледаме како граѓани, дека се случува во овој момент. Така да бидем искрен, со тоа ви заврши во едно, многу треба да се биде предпазлив. И јас не сум преголем оптимиста за економијата во следната година. Кожухаров, сте оптимист или песимист апропо кажувањата на вашиот колега Ивановски во однос на тоа што ќе наследи новата влада и што може да направи барем во првите 100 дена, кога и ние новинарите дури се трудиме да не бидеме до толку критични да и даеме шанси на, меѓутоа сега воопшто не знам дали има услови за такво нешто. Мислам дека од првиот ден ќе бидеме критични кој да биде. Благодарам за прашањето. Во едно претходно интервју за друга телевизија, јас кажав дека сум поклоник на принципот на континуитет. Било и да е негативен континуитетот? Континуитетот не е негативен, барем во досегашниот период. Тоа го кажав и тоа го тврдам на неколку позиции и тоа. Не само политичката економија, која што беше спомната, ние постарите професори го паметиме тој период, кој имаше класична политичка економија. Да, заедно. Да. Меѓутоа, благодарение на влијанието на обкружението, бидејќи ние не сме циркулус витуосус, затворен круг во кој што можеме да си правиме наши екзибиции врзани за политизирање на економските параметри. Обкружувањето делува на неколку сегменти. Јас ќе нотирам само неколку. Таксативно ќе ги набројам и како што беше кажано сега се на почетокот да оставиме за дебата. Таксативно ќе ги набројам, па после едно по едно ќе ги разговараме, бидејќи тука имаме и други колеги. И тоа се странската индиректна или директна инфлација и инфлаторни движења. Потоа помал пат на цената на нафтата на годишно ниво. Традиционално тоа се одвива во рамките на крајот на годината, помал пат од очекувањето. И ако има зголемување на цената или намалување на цената на база на светските годишни проекции кои што ги имаше и Меѓународниот монетарен фонд и ИБРД, односно Светската банка и останатите институции, потоа зголемување и намалување на цените на металите. Бакарот како круцијален во ова ера 21 век на компјутеризација и информатизација, потоа на челикот како основен дел, особено во кинеските пазари, целата макроекономска креација на меѓународните глобализацијски трендови, исто така на житните култури како основа за исхраната. Минатата година, односно 2016, веќе измината, може некој ќе оцени дека уште ја затвараме или ја умртвуваме. Житните култури особено добро успеа пченката во Соединетите Американски држави и пченицата во Русија и Украина. Значи и тоа треба да го земеме во предвид при нашите проекции. Потоа каматните стапки на евролиборот, односно просечната стапка на поземување на банкарските, висината, на банкарските кредити, се мисли процентуалните или промилните делови и секако нашата
заложба кон креациите за догодина. Значи, Гацо, се сложувате ли дека меѓународните фактори ќе влијат повеќе или политиката и уна внатре што се случува? Ние мака мачевме повеќе од година со политички договори до кај ве стигнавме и дали Македонија, ја имам една теорија дека Македонија е едно гето на кое што за жал дури и светските настани не можеа да влијаат. Тоа некој добро, некој лошо. Да, меѓутоа во економијата дали тоа е приоритет или ќе се сложите со Ивановски дека ќе има еден континуитет на подеми падови? Јас излезам свој заклучок да се обидам. Значи Македонија е мала економија и не може да остане автаркична и само затворена. Секој дека има влијание светско, европско, односно пред се од соседите. Тоа влијание не може да го користиме само како причина да ги оправдуваме негативните и лошите резултати, него се разбира треба да колку што можеме во економијата со политиката, значи со економските политики, да се обидуваме да се избориме против него, ама да создадеме и клима за внатрешниот бизнис пред се, значи домашната економија да генерира нова вредност. Во 2017 година ќе продолжи во Македонија да постојат две економии. Значи овде да нема илузија, постојат, јас би рекол, централна економија, домашна економија и тирзова економија. Таму имаме раст, извоз, бенефиции, вработување и така натаму, се под капата се разбира на соодветна државна помош, поддршка спакувана во законски пакет. Меѓутоа во домашната економија имаме сериозни проблеми, тргнувајќи, не знам, од неликвидност, мал пазар, стеснување, тешкоти со набавки, и така натаму, одлив на добрите работници кои што биле едуцирани, спремени за во нашите компании, во тирзовите компании. Јас се разбира не го напаѓам концептот на приближување, односно на донесување на странски инвестиции, меѓутоа мораше многу повнимателно да се прави овој чекор пред се поврзано со овие работници, како и со поврзувањето со домашните компании. Тука тие забелешки се разбира дека треба во 2017 сериозно да се испеглат, односно да се направи обид да барем за следните инвеститори да бидат според други правила на игра. И од колегите, како што забележав, не очекувам јас скок во ладна вода. 2017 не е посебна година, се разбира ноќта после 2016 ќе продолжи времето да тече на ист начин како што течело и до сега. Ништо драматично нема се случи, а ова со новите политички превирања во смисла на комуналните избори уште повеќе ќе влијае на како политика врз економијата. Во ова вака среднорочна фаза од развојот, мислам дека политиката ја поклопи економијата. И овде имаме, значи, проблем да се ослободиме од стегите на политиката за економијата, се разбира да го завземе место што треба да го има. На грбот на стопанството, тоа не е само изрека, туку се чувствува секоја промена во политиката. За жал во Македонија има многу промени. Што може, од што стравува стопанството или на што се надева? И вие дали калкулирате што е подобро, а што е полошо, кој да формира влада, ако дојдат левите или десните, или нема фајде ни од едно ни од друго? Па многу, интересно прашање и веројатно претходните соговорници доста од работите што ние секако ги чувствуваме секој ден ги кажа. Денеска баш беше интересно дека излезе еден податок дека ние во ноември имаме пад на индустријскиот раст. Немаме во суштина индустријски раст или индустријскиот раст го имаме само во сектори во кои што владата е доминантен со нивната интервенција. Тоа што ние како стопанство сме го кажале одамна, кога ќе секнат полека сите капитални инвестиции кои што се доаѓаат од владината поддршка, ние реално ќе видиме дали одредените сектори имаат раст. Второ, гледавме, зашто на крај на годината секако треба да кажеме некакви проекции. За жал, тоа што сме го кажале пред 2 години, пред 1 година, можеме денеска да го кажеме за следната година што не очекува. Тоа е дека се согласувам дека ние изминатите најверојатно 6 години секогаш имаме сме во неможност да постигнеме тој економски раст кој што владата го проектира. Минатата година мислам дека беше оваа година што изминува беше најдрастично 3,7, сега веројатно ќе завршиме на 2,2%, зависи кој како ги гледа, но тоа е веќе големо отстапување од тоа што е проектирано. Ние како Стопанска комора лани во декември рековме дека нема да имаме поголем раст од 2,4%. Сите буквално ни рекоа како можете таква црна сценарија да кажете за стопанството во Македонија. Не рековме затоа што очигледно е дека
ние не следиме кои се проблемите кои што стопанството се соочува. Еве јас само ќе кажам тоа што соговорниците веќе го кажа, нема да го повторам, но ќе земам само 3 елемента од глобалниот индекс на конкурентност, во кој што Македонија оваа година ја рангира уште подоле од претходната година, кај што политичката нестабилност е прв фактор, кај што пристапот до финанси е втор фактор, кај што соодветната работна сила е трет фактор. Ја тоа не го гледам во ниту една владина програма. Дури денеска само како нешто што некој ќе се занимава. Многу е чудно. Forbes даде податок дека сме 35-та земја каде што погодна за бизнис, благодарение на ниски даноци и слично. Меѓутоа, ова е како одмор можеби е олеснително за инвеститорите. Тоа што е поврзано со тирзовите. Тоа е поврзано со тирзовите. Ова што вие го говорите е реалноста со која што еден стопанствен направење на бизнес. Живее во Македонија, ја живее. И веројатно овде имаме две вистини. Да, ние секако никогаш не сме кажале дека политиката кон надворешните инвестиции е погрешна, таа треба. Ни една земја, особено мала земја како Македонија, не може да опстои без странски инвестиции, ама колку тие навистина ќе донесат споделување на ноу-хау, воведување на нови иновации поврзано со македонскиот бизнес како клучен фактор. Апсолутно, во ланецот на набавка кај се домашните компании. Ние сме биле големи критичари дека тоа е погрешната политика која што досегашната влада има направена. И втор елемент зошто нас не прави песимисти за следната влада, следната година е не знаеме кој ќе биде, но да претпоставиме дека ќе биде истата коалиција која што претходно. Ние веќе имаме донесен годишен буџет во кој што свесно или несвесно ние знаеме дека продолжува трендот на задолжување. Да, затоа и ќе имаме непродуктивни цели и во суштина никој за тоа не се занимава. Да, Ивановски и Кожухаров се јавија за дебата, повелете. Роден ден мој на професор. Веројатно сум повторил. Прво, почитувам мислењето, не е така. Не случајно спомнав окружувањето, ние сме перманентно под оценка. Не владата, владата не меѓународните финансиски и инвестициони институции и организации не ги занима политичката ситуација. Реалните показатели за движењата на ниво на макроекономија или мезоекономија, што каже малку постаро колегата Гранки или не знам како ги нарече, мезоекономија се викаат инаку во современи услови, покажуваат други показатели. И трендовите, ние сме прогласени, ако не се сеќавате за топ дестинација во различни области и во инвестиции и во останати активности. Токму за тоа ми се и показатели од Меѓународниот монетарен фонд, извори ми се 4 на крај кои ќе упуснати кои што ги имам извадено, значи оценката за Македонија покрај политичката криза што спомнавме претходно и со сите останати што сложивме, е стабилна позиција, се мисли, на девизните резерви, односно нема позначени промени на Македонија. Ризиците повторно се намалени, врзани за домашните ризици пред се политичката криза која што надминуваме. Прашањето беше 2016 преодот, ја ја закопав 2016 веројатно за претходните изјави мои. Меѓународното, глобалното закрепнување. Излезот на Велика Британија или Обединетото кралство, протекционизмот кој што стои, што беше спомнато претходно околу можностите и учеството во надворешните финансирање или инвестирање, како што кажа младиот колега, флуидност на глобалните финансиски пазари и секако позицијата на примената доследна на среден, односно на долг рок на монетаристичкиот пристап кој што го користат не само Македонија и кој што постои не 6 години, постои 14 години веќе на така наречена Фридманов пристап. Добро, вие вакав професор да објаснам, може да кажам. Значи креирањето, затоа и составот е ваков. Стопанственикот си ја кажа својата болка, она што го мачи. Ова ќе го слушнат веројатно гледачите, ќе изгледа многу интересно, но веројатно вие зборувате аспект на мезоекономија, на групација врзана за стопанска област или добро, меѓутоа конкретно стопанството ги извлече за значи финансирање и што значи 14 години. Ако високите оценки на не лажеме со проценти. IFC е само не IFC, него тој е дел само, значи не спомињете, значи
Прочитете што Добро, беше да IFC. докаже до реплика. Тогаш Ма не личи. Меѓународниот монетарен Тоа, да. фонд немаше да се повлече од Македонија. IFC не е дел на Меѓународен монетарен фонд, секако. IFC е Реков- дел на Светската банка, затоа немојте да ги злоупотребувате секако. гледачите, ќе ви молам. Не, повелете во дебатава, и затоа Значи, е не тука сега, составот да ај, се сега ќе служите, да не фрламе се со служите нешто, и да се Не, дебатира не, околу не е неколку точно, прашања. значи IFC е дел на Светска банка. Да, секако Вие се кажете, сложувам. значи Да, што е ма, вие Меѓународен рековте монетарен дека- фонд е едно, а друго Да. е Светска банка или Меѓународна Но- банка за обнова и развој. IFC е дел на Да, и ако они дадат Меѓународна оценка, банка за обнова и висока развој. оценка, таква висока оценка, Значи кој што него вие мечете кажавте, ММФ финансира буџетски дефицит. Меѓународна банка за обнова и веројатно развој се друго ако се една занимава. таква институција како Ако се IFC, кој што повикуваме колегата на нешто дека се не е повика дека има високо ниво и висока оценка за Македонија како држава, ја кажувам како е возможно да сите други меѓународни институции имаат пак резерви Кој? како меѓународно. Ево, јас ќе кажам точно со проценти они се ќе ви ги наведам повлекоа сите. пред Македонија да Ајде. се задолжи како Еве, што се готово. задолжи. Нема проблем. Зошто другите Немајте да се расфрлате со Еви Ивановски дека ги најдете Директорот на податоците. Меѓународниот монетарен фонд, ниту советниците на IFC, на World Bank и на сите останати меѓународни институции, ниту пак кредитните рейтинг агенции кои што се под лупа на меѓународните пазари и на академската фела живеат во Македонија. Значи, да ги оставиме за момент оценките на меѓународните институции за капацитетот и перспективите на македонската економија. За жал, дури постои партизираност и едноставно црно-бела слика и помеѓу самите стопански комори. Ако гледате представник на една комора ќе каже една прогноза, на другата комора друга, на третата комора друга, и на за жал и бизнисот е директно поделен по основ на партиите. И јас дури се обидам честопати тоа да го споменам не како утопија, туку како наша крајна цел. И дека ние по 25 години, ние се уште немаме базичен, не напреден, базичен консензус за тоа каков модел на економски развој во државата е податлив и перспективен. Например, ние немаме дури на академско ниво, дури ни на ниво на комори, а камоли на ниво на партии, дебата и договор кој е оптималното ниво на задолжување на Република Македонија. Број 2. Што ќе правиме со пензискиот систем, кој што ја дренира македонската економија и кој што дополнително ќе биде најголемиот товар околу перспективите за развој, а ќе биде примарен фактор за задолжување. Или, например, имаме ли ние базична на хартија и во пракса спроведена долгорочна стратегија да ги поддржуваме македонските мали и средни компании како столб на македонската економија? Не. Ние разговараме за тирзовите, за слободните економски зони, технолошки развојни зони, што е во ред, но ние како држава не нудиме модел во кој што функционирањето на овие странски компании ќе го повлечат функционирањето на македонските мали и средни компании. Или, например, дали разговараме дека кој е нивото на интервенција на државата во македонската економија, за да знаеме до каде е дозволено таа да оди? Или конечно може ли да се стабилизира нормативата за да македонските компании знаат која е нивната предвидливост и за интерното окружување, не за екстерното, бидејќи ние се уште не трпиме толкави влијанија од надвор, или ако ги трпиме на крај сме ние на тие бранови, ние исто така немаме никаков формален заклучок. Значи ние мораме да имаме базичен консензус и супрапартиска позиција за овие работи. А за модалитетите, кога веќе говориме за имплементацијата, треба да дискутираме на поинаков начин. Например, еве апропо кампањата изборната, сегашната или таа што ќе следи. Често пати се сведува на дебатата на страната на расходната страна. Ние ќе дадеме толку и толку пари за тоа и тоа. Ние ќе дадеме толку и толку пари за тоа. Значи, во сериозна политика и пазарна функционална економија, кога се говори за некоја економска политика, фокусот треба да се стави на критериумот за ефективноста и мерењето на резултатите од таа политика. Например, што значи тоа што оваа влада постоечка, сегашна, или се многу влади во техничка и во политичка смисла се изменја, но се даваат 100 милиона меки кредити на македонските компании. Знаете што е 100 милиона во делот на една економија? Речи си ништо. Да, тоа Например, само зголемувањето на пензиите
ќе ја чини македонската економија, односно буџетот, следната година 50 милиони евра. Ивановски, сте биле во политика, знаете дека претварањето на бројките во пракса поинаку звучи кога сте во изборна кампања, а поинаку од другата страна. И затоа никој не ги дава објаснувањата. Ама јас сакам да кажам дека ние мора да го менуваме пристапот. Него да кажеме, ние сметаме како влада, како програма, како структура, дека овие пари кои што ќе бидат инвестирани на еден или на друг начин, доделени, дотирани, позајмени, различни модалитети има, ќе предизвикаат таков и таков ефект. И дека инвестирањето со овој износ во таа структура ќе предизвика пораст на вработеност од 1%, пораст на индустријско производство, пораст на извоз. Така популистички ви работи што ги велите. Не, тие се реални. Бидејќи видите, не спорам со вас. Ние може да говориме за екстерното окружување. Ние сега со порастот само со порастот на доларот во моментов, ние ќе имаме проблем бидејќи увезуваме 100% нафта, енергенците се плаќаат во долари. Нашата економија е доминантно ориентирана према европскиот пазар. Така да ние, да речеме, од екстерното окружување, ние имаме друг проблем. За тоа колку ќе има побарувачка за нашите производи. Ама колку и да има побарувачка, зголемена или намалена, ние во Македонија не го решивме проблемот на нашата конкурентност. Тоа се многу прашања кои ги отворивте. Нашите производи се помалку квалитетни и се релативно скапи во однос на останатите. Тоа е одговорот и креирањето на политиките кои што треба секоја влада со поддршка на медиумите, на науката, на коморите да го прави. За жал Тоа не не е се така, случува. За жал не е така и не сега се случува и ние моментов... ги имаме посериозен проблем во секоја година во година. Во очекување сме на формирање на нова влада која што ќе наследи задолжување Гацов, која ќе наследи еден буџет кој што е проектиран и кој што веројатно и не може колку да сака да го менува, тоа е веќе проектирано. Еве само податокот за задолжувањето за дополнителни колегата го знае. 650 милиони евра ќе биде предвиденото задолжување за следната 2017 година. 350 од надворешни извори, скоро 300 милиони евра од внатрешни извори. И вие сами Гацо велите дека нема туку така да се премине во 2017 за да се вратат старите долгови. Како во однос на задолжувањето еве ова што Ивановски целата бројка од буџетот? Да, за да влеземе во 2017, ајде да кажеме двата избора за финалето на 2016 аспект на буџетот. Доаѓајќи наваму, погледнав 2-3 бројки. Многу често се зборува за реализација на капиталните расходи. Најавата беше во 2017 дека ќе биде бум 400 и нешто. Завршува со 200 милиона. Два пати помалку. Така е. Еве официјалниот податок. За да биде посликовито со релативни бројки, заклучно со ноември 62% реализација на капиталните расходи. Речиси половина реализирано до она што е ветено во буџетот. 2/3. Како ние 6-2 приблизно. Јас имам чувство дека дебата кога се прави за политики, да треба се тргнува критички кон работа. Не со хвалоспев што велат и со, значи треба да се критикува за доброто на сите. Добрата критика е најздравата работа. Затоа кога кажувам дека 2/3 се 66, а сега се фатив за ова зашто од колегата дојде пораката било 2/3, небитно е тоа. Еве колега нека е 2/3. Да. Јас знам банки 2/3 од што? од 100-те. Значи, тоа е проблемот, што на почеток се 400, па со ребаланс на буџет ќе дојде да видат 300, па со уште еден 200 и на крај ќе дојдеме кога ќе имаме завршена сметка, ќе дојдеме дека нема повеќе од 160 милиони евра. Тоа бројките го покажуваат. Значи, ставката капитални расходи е меко сало на буџетот. Тука постојано може да се оди надолу и надолу и надолу до дното, бидејќи ние не можеме две работи да исполниме. Прво, да оствариме доволно буџетски приходи, една, и втора, да влијаеме на намалување на буџетските расходи. Буџетските расходи се во силен залет. Ако овде не ја пресечеме работата, значи треба да одиме кон зголемување на буџетските приходи, втора опција задолжување и трета опција намалување на капиталните расходи. Тие се опциите во буџетот, нема други. Само тука може да се игра. Бидејќи расходите се дефинирани со прописи, не можеме да ги менуваме. Плати, пензии, социјала, не знам што и така натаму мора да се дава. Долговите веќе стануваат скапа работа, веројатно заради политичкиот ризик до година уште повеќе. Овие капитални расходи што се спомнуваат во буџетот 2017 ќе бидат, да речам, смешни. Еве ќе дојде ноември, декември следната година ќе зборуваме, ни приближно нема да биде Македонија во можност да дојдеме до 2/3, далеко од 2/3. Значи нема да видиме во можност да го реализираме тоа. Затоа ова е список на добри желби. Било која влада и следната влада прво што треба да направи, ако е друга влада, да го редефинира концептот. На крајот на краишта, затоа велим и политики. Политики водат различни партии во македонскиот случај.
друга партија веројатно би имала други политики. Политиката генерално се рефлектира во буџетот. И тој буџет веројатно бил поинаков. Сегашната влада, ако продолжи во 2017, веројатно ќе продолжи со ваквиот буџет. Да, тоа што проектирала. Да сме живи и здрави, веќе во мај, во јуни ќе зборуваме ние за ребаланс, сите овие ставки ќе одат надолу. Мора да одат. Значи тоа е законитост. И во тој контекст затоа очекувам многу брзо отрезнување, веќе во март после локалните избори да почне да се зборува дека е потребен ребаланс, не може да се остварат приходите, расходите се превисоки и така натаму и така натаму. Значи отрезнување како што Кожухаров, зошто сте вие оптимистички гледате на овие бројки, многу оптимистички? Прво, ајде да не бидам дека сум само професор по макроекономски анализи, не само тука, туку и на овие дестинации. Меѓутоа, намалувањето што го спомна колегата помлад, не е математички на кога се прави буџетски ребаланс. Значи, партиите се поместуваат или се трансферираат од една во друга, така да ворете скоро 2/3, а над половина кон поголем број се намалени делот кој што ви го спомнавте. Не е прашање политичка оценка. Прашање е понекогаш и изнудено решение, односно задолжување дополнително. Да се вратиме малку што е задачата на финансиите во една држава. Како и во микрофирма. Ја доаѓам од стопанство, не доаѓам од политика. Извините. Добро, меѓутоа не се да докажем, со па не може да се сложиме. на Добро, извини. Стопанската комора. Извинете. Значи, основна задача на финансиите е обезбедување на средства. Дали се вика за буџет, или се вика за фирма, или се вика за фонд. Ама ако нема како да се обезбедат и покријат. Втора задача е повраток на тие средства, ако се од туѓи извори, или трансформирање на средствата. Од краткорочни во долгорочни, од долгорочни во грантови, ако сакате да кажете, или пак понатамошно внатрешно или микро или мезо, што би рекол јас, нели омилен израз, модерен, што треба да го научат некои од нашите колеги. Не сум циничен. Прашањето е на секогаш на враќање на средства. Да, значи трансформирање на тие средства. Јас мислам и традиционално се прават ребаланси на буџетите, особено кај нас, за разлика од некои други држави во Европа и пошироко. И веројатно ќе дојде до промена, меѓутоа тоа не значи аброгирање или денунцирање на поставениот буџет кој што е донесен. Меѓутоа, од каде пари е прашањето? Не може постојано да се задолжува, да се задолжува. Ребаланс за ребаланс? Како кажав, таксативно поместување на почетокот. Ќе го објаснам утекот на емисијата, ако дозволите, целата процедура. Значи не е факултативно. Добро. Или јас факултативно, едноставно полека ќе дојдеме до крај. Значи нема брзање. Битики во однос на проекциите на буџетите и нереалните буџети. Веројатно ќе го изоставам циничниот дел. Ќе се вратам на тоа што веројатно стопанството највише го боли. Јас се согласувам и не е случајот со капиталните инвестиции само во 2016. Тоа е во континуитет изминатите години. Впрочем, ние реално критикуваме секојаш кога тоа се случува со секој ребаланс. Еве ќе дадам само еден пример. Вие имате индустријска зона близко Скопје, Визбегово, која што продуцира реална економија. Секоја година, со секој можен ребаланс, последните 3 години, се укинуваат капиталните инвестиции за канализација и струја. Што сакате повеќе? Секоја година, од 30 милиони на 10 милиони, нула на крај на годината. Последните 3 години. И тоа се случува константно за мноштво работи во кои што директно последицата е кај домашните компании. Не зборуваме како е во политиката наспроти ТИРС, наспроти странските директни инвестиции, затоа што таму ако видиме, веројатно толку колку што имало капитални инвестиции, толку имало субвенции наспроти странските директни инвестиции, затоа што никој не ги збори тие. И затоа сметаме дека кога зборуваме за буџетот, се согласувам со колегите од другата страна дека мора да има реструктурирање на буџетот. Дека ваков буџет, без разлика која влада, нема да може во среден рок да претрпи. Ние веќе се приближуваме до прагот од 60% и во суштина ние правевме анализа на сите политички платформи во предизборието и скоро сите
партии имаат поставено праг дека задолжувањето ќе биде до 60%. Тоа е лимитот и поставен? Да, он некаков лимит кој што го имаат поставено, но ние велиме дека и да го постигнеме тој лимит. И таквото задолжување, дали задолжувањето ќе решава проблеми или само ќе натрупува проблеми. И проблемот со ваков тип на буџет, со ваква структура на буџет е само претрупување, затоа што ние во суштина не решаваме проблеми. Професорот Ивановски спомна за пензискиот фонд. Да, тоа прашање ќе го оставиме за порекламите. Никој тоа не го зборува. Сите зборат за социјална политика, но пак и таму не зборуваме дали решаваме проблеми или само решањата за социјалната политика, животниот стандард, вработувањата ги оставаме за вториот дел од дебатата, пауза за реклами, се враќаме во студиото. Продолжуваме со дебатата каква економија очекувате од новата влада. Тоа ги прашавме и граѓаните во внатрешноста, во градовите Струмица, Тетово и Штип. Еве што кажуваат анкетите што ги подготвија нашите колеги од таму. Како млади, што очекувате од новата влада? Да си селеме од тука побрзо. Од новата влада и јас не знам што очекуваме. Не знаеме што ќе дојде, што ќе биде, што нема да биде. Од криза на криза идеме. Да си остане мир да биде. Иначе они нека се местат кои ќе се местат, како ќе биде. Иначе луѓето да си живеат спокојно и мирно. Една и друга, едната е за да собира пари, другата се труди да биде за народ. Јас моментално ништо, што рече тоа, да биде за народот добро, па не е важно друго. Да биде се уред. За вас што е приоритет? Дали економија, вработување или пак може менување на устав, јазик и слични работи? Па јазикот треба да се знае, двојазичниот во цела Македонија, цела територија треба да се зборува. Иначе не е фер тоа, знаеш, едно место се зборува македонски, а едно албански уопште ништо. Тоа е катастрофа. Од Тетово остало сиромаштија, нема лебо да јаде луѓе. Треба за народот да работи, ево, на нула смо. Тоа е. Ќе треба многу време, трпение за да се оправи. Економијата не е на нула. Ма не интересира више таа политика ни дојде до овде више. Тоа е важно да луѓе да бидат задоволни. Весели што вика кучите, а џебот им е празен, што вреди? Треба да поправи новата влада која ќе дојде, економија, на што да се посвети? Не, со бавно тоа не. Младите деца имаат школа дома се, работа нема на нив. Ја гледи, јас сум школа, имам тука. Некој дом да се направи за стари пензионери тука да живеат, кои сакаат да одмарат и така. Повеќе дрва нека саде, ути за гадење градот. Ова беа анкети од луѓето и граѓаните што ги сретнавме на улица. Меѓутоа, Телма телевизија пред изборите направи анкета заедно со МЦМС, спроведена од Ем Проспект. Прашањето беше што ви влие за кого ќе гласате. И во одговорите најголемиот процент одговорија 28,3% отворање на работни места. 25,5% посакаа подобар и пораст на животниот стандард. 12,1% велат борба против корупцијата и криминалот. И кога тука ги споредивме оние други прашања од политиката, видовме дека 6% и 6,1% оние кои велат дека битно им е зачувувањето на уставното име, или 4,6% велат дека треба се подобрат меѓуетничките односи и евроатлантските интеграции им беа битни само на 3,2%. Ова го кажувам како еден навистина показател дека на граѓаните најбитно им е како ќе живеат и каков животен стандард ќе имаат, а не им беа битни политичките прашања за разлика од политичките партии. Еве, зошто ниту една влада не може да ги оствари, бар до сега, и не ги остварува желбите на граѓаните? Тие се надевале и се надеваат дека барем онаа влада што ќе се состави, и тоа им било пресудно кога ќе гласаат, а всушност многу често доживуваат разочарување. Затоа што веројатно за жал имавме влада која што се водеше од дневно-политичките агенди нивни, од носење на политики кои што ќе им овозможат лесноти во
управување со тоа што го имаат на располагање, тоа е на нивната партиска агенда, не на реални, здрави и одржливи политики за развој на земјата. И јас сум ја видел оваа анкета, во исто време гледав една друга анкета која имате скоро 55% од населението кои што економските прашања ги поставува како битни. Ја велам дека во моментот ова е само последица на погрешните политики неколку години наназад. И сега тоа ќе биде и текако битно за новата влада да се справи. И тоа укажува дека секоја нова влада, па и да биде старата гарнитура, нема да може или не би требало, затоа што они можат, и веројатно можат и затоа така се однесува, не би требало да на прв план постават работи кои што малцинскиот дел на населението е загрижена. Секако они се битни. Не велиме дека не се битни. Не велиме дека, например, имате 8,3% намалување на иселување, дека тоа не е битен. Да, денеска имаше податоци дека 520.000 македонци или 27% од граѓаните се иселили на податок. Да, или јас само ќе го компарирам со еден друг податок, дека во едно истражување за претприемништво во Македонија 78% од младите велат би сакале јавна администрација да се вработат, 12% да влезат во приватниот сектор, 10% да се иселат од државата, и тоа е и текако голем загрижувачки, голем удар на стопанството. Зошто не може да се реализираат желбите на граѓаните, а сите да зборуваат и во оваа анкета велат сакаме добар пораст на животниот стандард, а до сега не се успева во тоа. Кој знае дали и новата влада ќе им го исполни ова ветување или што е потребно за да им го исполни? Кој што спомнав претходно, 14 години се применува економската политика, се прекини од неколку години, 4-5 или колку беа. Мислам дека и учествував и во оваа анкета, бидејќи ги почитувам од центарот и сум учествувал и за УНИЦЕФ и за Обединетите нации преку таа агенција во изминатиот период и ги почитам резултатите. И таа прашањето е повторно, дали и опружувањето делови или само се внатрешните фактори? Внатрешни што влие за кого ќе гласате? Најмногу е конкретно прашањето. Јас за кого ќе гласам? Не, зборувам на граѓаните што им го поставиле. Пред се очигледно е дека економската позиционираност. Рекордното намалување на бројот на невработени, односно зголемувањето на вработеноста од колку што беше на 24, нешто, 24, денес имаше, мислам, конференција за печат агенцијата, или вчера, не ме земете за збор, агенцијата за вработување, 24, нема ни 24,5, веројатно е резултат на политиките на правилно насочување, каде што колегата, да не видам цинично, и се извинувам за тоа што го кажав, ако го сватите цинично, спомна малите и средните предпријатија со насочување кон предприемачките, искористување на духот, ризичноста и желбата на младите. Треба се земе во предвид дека огромно е влијанието и на програмските развојни концепции. Постојат така наречени ограничувања или constraints, ги викаме ние во економијата, кои што се објективно условени. Прво, старосната структура, потоа джендер, половата структура на вработени. Старосна структура веќе немаме млади. Дозволете да докажам, значи, зошто мислите дека само млади луѓе си одат? Јас имам поинакви показатели. Професор сум и по статистички анализи, или како сакате кажете ги. Прашањето е за квалификациона структура. Ние имаме НКВ, ПКВ, КВ и ВКВ, или неквалификувана, квалификувана и полуквалификувана, квалификувана и висококвалификувана работна сила. Значи не можеме да збориме само нумерички толку или толку се оцелиле 500.000 и тоа за еден полук период, како што кажа колегата. Потоа збориме за образовна структура. Тоа е регулирано и со Законот за високо образование, не само кај нас, туку и во цел свет, од 1 до 8. Еден е прво оделение или писменост. Ама велите за тоа не може да ги отворат барањата за намалување, за значи да го развиеме ова сега, не може линеарно да кажеме толку се оцелили. Од која структура од овие? Значи од дали се од основно образование, средно,
више, високо, колку магистри, колку доктори на науки. Добро, тоа е веќе посебна анализа, меѓутоа прашањето ми е... Значи не е само вака нумерички, верувате. Зошто владите џелбите на граѓаните? Токму за тоа постојат тие макроекономски анализи за кои што сакам да ги образложам и се надевам дека почнам да ги образложам за да ги доловиме и на гледачите. Не само паушално да изфрламе бројки, некои институции, организации кои што постојат или не постојат. Значи, тука е структурата, кои се оцелени. Според мене, а и според официјални показатели, ги имам, ако имаме време потоа ќе се повикам точно на кого, ево, извадив и табела за да можам да се повикам. Значи, не само младите, тука има една структура и намерно, знаејќи ја и ја почитувам анализата на почитуваната институција, тука можеме исто да поразговараме на тој дел. Значи, прашањето е на образовна, на полова, на возрастна и на квалификациона структура. А зашто не им се остваруваат барањата на гласачите? Ве тие што гласале, што заокружиле, сакаат да имаат повисок животен стандард, сакаат повеќе вработување. Вие ја пофаливте агенцијата дека ве дала податок, меѓутоа тие сакаат поголем број. Зошто не може да се реализираат барањата на граѓаните? Вака, јас имам податок кој што е официјален и точно во бројки, само не, знаете, бројки во апсолутен износ 500, 1000 не значат ништо, мора споредба да дадем. Значи, или треба споредба со окружувањето, повторно кажам, или по региони, Скопје, североисточен, северозападен. Јас политичар, Бог да чува. Не, сакам да кажам дека не успевала да им ги оствари барањата на граѓаните од економски. Сите влади се обидуваат да ги решат тие активности. Да не мислите дека владата, било која влада, и претходната и идната, и во програмите на политичките партии, и во програмите на локалните самоуправи, и програмите на сите невладини организации се постојат. Значи, заложбите се тие, објективните околности со констрейн, со ограничувања, во многу делуваат на резултатите на среден, не на краток рок. На краток рок ќе објавиме статистички податоци, ќе ги со извинување, со почит, ќе ги дотераме малце, ќе ги фризираме, да кажем, ќе покажеме на крајот на годината определени показатели. Меѓутоа, прашањето е оценка на среден рок и особено на долгорочност на активностите. Токму тука би сакал да го насочам. И на релативни показатели. Така. Показателите за нивото на невработеност е во однос на работоспособно население, во однос на пензионери, да, добро, па јас тоа знам, да простите, а политика не знам. Повелете Иванов. Точно е дека во подолг временски период економските политики на владата не кореспондира со повисок животен стандард. И ова, кое што сега е резултат на оваа анкета, дури е благ одговор на очекувањата. И ако само погледнете малку, вакви анкети има секојдневно. Што може да забележите кај луѓето? Страв, неизвестност, нестабилност, отсуство на верба, ниски очекувања. Тоа се овие македонски показатели. Тоа покажува дека и тие политики што се спроведуваат не кореспондираат или корелираат со конкретни животни подобрувања, дали на стандард, дали на очекувања, дали на различните перцепции на граѓаните. Например, клучната работа е како владите, заедно со останатите во интерното обкружување, ќе креираат политики кои што ќе бидат на долг рок, ќе бидат долгорочни и ќе имаат континуитет. И таму, да речеме, ако се утврди дека одредена политика не една влада е добра, и следната нека ја продолжи. Например, во Англија има континуирана долгорочна политика за вработеност, која што не зависи од конзервативната или од лабористичката влада. Во Македонија ние немаме прво политики, а понатаму отсуствува континуитет. Или, например, еве друга ситуација. Зошто мисли дека граѓаните на Скопје, ако ги прашате, ќе речат дека се задоволни, ќе речат напротив, не сме задоволни и сакаме повисок животен стандард. Нив не ги праша некој дали сака да инвестираат 500 милиони евра во стиропор, а во денешно време ни немаме газ. Значи 25 години Македонија не успеа да генерира систем на потрошувачот краен, како индивидуалец, физичко лице, или на бизнисот особено, да му донесе ефтин ресурс и еколошки меѓу останатото. И сега видите го абсурдот. Во околу Скопје до одредено место е донесен гасот, а граѓаните го немаат. Фирмите го немаат. Толку е тешко во 2017 година да се инвестираат пари за секундарна мрежа. Тоа е во однос на приоритетите што се ги поставила. Каде еве на пример, отсуствува таква конкретна економска политика во овој момент. Конкретно, на пример.
Или ако веќе говориме за буџетите, јас дури мислам дека ние треба како да сугерираме пристап на синхронизирање на политичките циклуси односно избори. Бидејќи ние лани имавме избори, сега следната година ќе имаме избори, малку пауза, па може пак ќе имаме предвремени парламентарни, па сигурно ќе имаме председателски, значи ние треба како држава да го промениме по мене системот и да го концентрираме, да речеме, изборите колку што е возможно на 2 години, бидејќи погледнете, по сила на закон не смее да има никакви јавни инвестиции во најмалку период од 45 до 60 дена. Предходна кампања, 45 до 60 дена замрзнување на активноста. Потоа редефинирање или додефинирање. И ова што е вдека напишано во буџетот, апсолутно во старт нема да се исполни. Да не ги замараме граѓаните со бројки, бидејќи статистиката не значи ништо. Тие бараат опипливи мерки, бараат конкретни и одржливи политики. И извинете, ова кое што го видов и сега е клучот дека во Македонија не се инвестира и материјално и нематеријално во враќање или реинституционализација, односно на довербата и почита кон институциите. Кога ќе го прашате граѓаните кога прават разговор за например судска работа, првото прашање кој е судијата? Не зборат за докази за постапка или не да Боже да имаат проблем во здравството, викаат кој е докторот, како да дојам до него. Не прашуваат за институцијата, не прашуваат за политиките, не ги интересира, се извинувам Лупеска, кредибилитетот на институциите, бидејќи нив ги нема. Туку се сведува на некои други механизми кои што не се функционални. Тоа ако не го промениме, бројката џабе да вие поставите како било што. Луѓето од североисточниот регион нема што да зборуваат кога бруто домашниот производ по глава жител во тој регион е $1100, а наспроти Скопскиот е 4 пати помал. Што ке зборат они повише од нас? Господине Бетики, никој не прашува или граѓаните сака да знаат зошто се уште плаќаме висока струја, скапа. Или зошто се уште после 25 години не се инвестираше во посериозен енергетски објект со овие задолжувања за кои што гледаме дека ќе се случуваат и тие се пирамидални за да ги вратиме старите. Имаме прилог за трошењето на парите, само Гацове молам. 12/1 борба против корупција и криминал. Ова го спомнувам затоа што во опозицијата како ќе стигне до одредени средства да се вратат во буџетот, тоа се парите што се украдени па да се реинвестираат. Или тоа се во идеални услови правдата да заживее и судовите институциите, па да се види кој колку крадел од буџетите и слично. Меѓутоа, висок е процентот на граѓаните кои очекуваат борба против корупцијата и криминал, или пак пари кои што се можеби одгледани од Македонија, или пари кои што се црни пари, или пари кои што не се онаму каде што треба. Сите ние кои што ја сакаме правдата, кои што сакаме чисто работење, законитост и Македонија да биде модерна држава, се разбира дека сакаме таква борба, односно бараме држава без корупција и криминал. Тоа ќе помогне, меѓу другото, на бизнисот, ќе помогне на вработувањето, ќе помогне, не знам, на сите концепти на животниот стандард. Ова работа дури можеби вака е бизарно, меѓутоа корупцијата и криминалот гарантирам дека влијае на животната средина. Конкретно, деновиве зборуваме за загаденост во Скопје, за голем број на згради во место кај што живеам јас во аеродром, бетонски Чернобил, јас понекогаш на шега го кажувам на Фејсбук, ама ако во тоа не препознаме нека таква форма, нема тогаш здрава логика. На толку мало квадратно место, 20 на 25 згради. Треба со умот нешто да фали на овие луѓе за таков концепт, а веќе е направено тоа. Затоа кога ги гледаме овие бројки, тие се една со друга поврзани. Велат 28,3 работни места бараме, 25,5 животен стандард. Тоа е врзано. Ако добиете работно место, вие ќе си го подобрите животниот стандард, ама од друга страна и обратно, можеби работите, ама платата ви е премала. Не ви е доволно животниот стандард да си го исполните во форма во која што очекувате. И на крајот овде заслушав дека бројката на млади невработени била можеби релативно помала во однос на постарите и така натаму. Тоа сакам да го кажам. Значи, од 18 до 27 50% на млади луѓе се невработени. И најголем дел од нив бегаат во странство.
Значи за тоа да немаме дилема било кој истражување тоа ќе го покаже. Не, тоа е по Државниот завод за статистика. Кажете ми релативно колку од тие 50% од младите се невработени. Од 18 до 27 години Државниот завод за статистика. Ги имам податоци. Не знам дали ги имате, јас ги кажувам. Вие може да ги имате, ама не е добро, не е лошо да ги користите. Јас како да ги користам? Како? Како да ги користам? Па добро кажете ги ако ги имате. Па окей, значи јас се професорот релативни показатели. Ако сака да Државниот завод за статистика од 18 до 27 години доминантната работа способна сила. Добро, сепак се млади луѓе до 27. Може да кажам нешто и за буџетот, нели? Јас кажав исто. Да, повелете. Извинете, заслушавте. Повелете го. Јас сум циничен. Значи целата ситуација со овие бројки ми беше, јас гледајќи ги многу сите се исповрзани овие работи. Значи бројките една по друга ако ги анализираме фактички дават еден систем дека на граѓаните Република Македонија во делот на економијата очекуваат и решавање на сите други проблеми заедно. Меѓутоа факт е дека економијата е темел, база на политиката, да кажам условно. Значи ако имаме добра економија, ако имаме вработување, животниот стандард ќе порасне, ќе имаме пари за екологија. Да, нема само 2% намалување на загаденост, само 2%. Мене тоа ми изненади. Тоа веројатно е правено ова во лето или кога? Кога не беше? Маглава кога не беше. Не беше. Така да перцепцијата на околината е многу важна. Не е концентрирано во Скопје само, рачуне, сметајте дека други градови може не се загадени. Повелете, професор. Не, сакам да кажам дека само се надоврзам на претходното околу динамиката на извршување на буџетот. Па доколку согласно законот за буџетот, односно останатите законски акти, да не ги набројам, сега да ги замараме вашите почитувани гледачи, доколку па не се донесе буџетот до крајот на сезоната, што овој пат не е случај, нема да има извршување. Се прогласува мораториум на извршувањето, нема нови активности, се замрзнуваат сите активности околу финансирањето, така да мислам дека правилно е донесен буџетот, а ребалансот секако ќе следи. Тоа сакам да кажам. Тоа е закон да не биде неизвестно дека некој од нас не се слага зашто е донесен буџетот со овие позиции или партии кои како ги. Благодарам. На што се трошат парите? По последниве денови се направи една иницијатива да се стопира изградбата на панорамското тркало и да се намалат трошоците во проектот Скопје 2014. Мојот колега Александар Манасиев тргна од оваа поента, дали и како можат да се намалат трошоците и зошто веќе граѓаните и јавно говорат дека премногу се трошени пари на нешто што не било приоритет. Неколку кругови на панорамското тркало, искачување на кулата на водно, па прошетка на Израелската градина. Уште овие проекти недостасуваа за да се потврди она што ВМРО ДПМН го тврди со години, дека сме една од најсилните економии во светот. Нивните ривали пак од СДСМ максимално ги покачија минималните плати во земјава, барем во своите изборни ветувања. Ако се оствари барем половина од тоа што партиите ветија за време на изборите, земјата лесно би станала балкански лидер во економија. Но реалноста не враќа на изборниот резултат кој носи голема неизвестност за земјата. Изборната математика е јасна, најмалку 3 партии ќе мора да учествуваат во идната влада. Ако ВМРО ДПМН успе да состави влада со ДУИ со Алијанса за албанците, овие 3 партии ќе креираат иднината на македонската економија. Од старите коалициски партнери ВМРО ДПМН и ДУИ би се очекувало нови 70.000 вработувања, поголеми плати и пензии, пораст на БДП од 4 до 5% и инвестициски бум во економските зони. Ако пак СДСМ состави влада, граѓаните може да очекуваат поевтина струја и подебел паричник со просечна плата за секој граѓанин од 30.000 денари. Во изборните програми партиите не се воздржуваа од нереални ветувања од лицитирање со повисоките плати и пензии. Според директорот на Стопанската комора на Северозападна Македонија, загрижувачки е што нема консензус кај партиите за основните економски проблеми. Не имаме крајности да една политичка партија вика ќе имаме економски раст од 1,5%, друга политичка партија оди до 5%. Тоа се совсема две крајности. И, например, тоа што нас не загрижува е дека нема во економските платформи нема еден консензус околу основните работи кои што би требало да се направат, а се неминовни. Во изборните програми надолго и на широко се зборува за тоа како ќе расте македонската економија. Тоа е сосема очекувано ако се земе во предвид високиот процент на невработеност и лошиот стандард на граѓаните. Но она што го има во програмите не мора да значи дека ќе биде исполнето. Од друга страна пак, некои проекти кои ги нема во програмите, скоро сигурно може да се очекува дека ќе се реализираат. Такви се мегаломанските проекти како панорамското тркало, скапите фасади од стиропор или рајската градина во Скопски аеродром. Проекти кои ги јадат народните пари, а кои не ги решаваат проблемите на граѓаните. Токму затоа панорамското тркало, кој ќе чини над 19 милиони евра, стана синоним за расипништво.
На социјалните мрежи граѓаните собираат потписи овој проект да запре, а парите се донираат на социјално загрозени семејства. Како граѓани на Република Македонија, кои живеат во државата или надвор од неа, бараме итно запирање на сите подготвителни работи околу изградбата на контроверзното панорамско тркало за уште една целосна, надпартиска, стручна анализа на овој проект. Сметаме дека во услови на продолжена економска криза и енормен степен на сиромаштија, вакви проекти немаат оправдување ни од економска, ни од морална гледна точка. Над 6000 граѓани веќе ја потпишале петицијата, но многу веројатно дека тоа нема да ја спречи изградбата на спорното тркало. Панорамското тркало треба да се изгради до 2019 година на ова место. За парите што ќе се потрошат за негова изградба, може да се отвори една болница, 9 современи градинки или да се изградат дури 400 станови за социјално загрозени лица. Панорамското тркало беше само показател за одредени трошици, не ми е фокусот сега да зборуваме за панорамското тркало. Ве видовме и во прилогот колегата ве зема како соговорник, како човек кој зборува за медиумите од стопанските комори. Вашите колеги не се толку расположени да говорат пред медиумите. Меѓутоа сакам да ве прашам, ги спомна на почетокот бројките што ги ветуваа политичките партии во своите изборни програми, што ветуваше СДСМ, што ветуваше ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, колку Гацов реално, ова го употребувам некако слоган од ВМРО-ДПМН, туку навистина, она што го ветиле и ВМРО-ДПМН, и СДСМ, и ДУИ, може да се исполни како нешто што кореспондира со, вие подсетивте на донесен буџет, на нешто што живи пари во земјава, како народски да се изразам. Па, обично пред изборите, мене сите овие ветувања ми личат на политички адвертајзинг. Многу често после тоа и ќе купите некој производ, па ако е кинески, ќе се разочарате, може да се подкрши и да не е добар како што треба и така натаму. Така да сите овие ветувања треба да се сватат релативно. Дел од нив се список на желби, кои што тешко ќе се реализираат, зборувам воопшто, значи за програмите на политичките партии. Меѓутоа сакам да кажам дека едната и другата партија калкулираше со едните ветуваат толку и толку вработувања, другите толку и толку. Ветуваат зголемува, значи да не веќе ефтина струја да се воведе, значи конкретни се мерките. Так. И тоа што велите и вие, ако се конкретни, веќе треба се каже од каде ќе се извлечат парите, тоа никој не кажа. Од каде ќе се извлечат парите. Граѓаните гласаа за подобра политичка програма, веројатно, сметајки. Во програмите генерално фалат изворите на финансирање. Значи, ако се гледа на, во програмата најголемата политичка партија што е сега на власт, има за некои сегменти колку ќе се потрошат средства за, не знам, за правење на автопат, за експресен пат и така натаму, што е веројатно. Меѓутоа за многу значајни ставки нема извори. Значи, не постојат суми, не постојат од каде, дали со заеми или со од буџетот, односно дали со јавно-приватно партнерство и така натаму ќе се прават тие работи, иако зборувам дека за значаен дел и има такви работи. Се работи за проектен момент. Планирате нешто, предвидувате како тоа ќе реализирате, ама исто време предвидувате извори на средства. Нашиот буџет не може да ги покрие сите тие работи. Затоа кога забележувате и во програмата на ВМРО-ДПМН, голем дел од нивните најави за некакви инвестиции се во 2020 година, значи кон крајот на мандатот, ако се реализира ваквиот мандат, се разбира. Тоа покажува дека можеби ќе стартуваат со реализација на такво нешто, ама нема да се очекуваат финализација на таквите планирања. Тоа е некоја политичка итрина, јас би ја рекол. Од друга страна, исто така е многу интересна информацијата дека платите во стопанството треба да се покачат просечно на 30.000 денари. Дали никој разговарал со стопанството од каде? Затоа што ние, ако забележувате според податоците на Државниот завод за статистика, платите во оваа година речиси да не мрднаа. А очекуваат од нашите плати дополнително да ги зголемат платите во администрацијата, пензиите и така натаму. Меѓутоа и тоа долгорочно е ветено, не? Седно. Значи со каква рочност да очекуваат ние прво да обезбедиме средства за тоа во буџетот, под буџетот да се рефлектира понатаму. Во стопанството работи тоа тешко. Ако не отворивме ниту една даночна тема, значи за оваа тема може друг пат да ме повикате, може на крајот да отварам такви работи. Неколку поенти. Бидејќи не се собира доволно даночни приходи во буџетот, повторно кај нас се импровизира со некакви толкувања. И во оваа година се влегуваат во режимот на ДДВ граѓани за некои авторски хонорари што ги оствариле, хонорари по договор на дело, кои што во ниту една реченица, во ниту еден збор од законот не ги пишува. Преку главани од такви
слободни толкување на некои што ќе се соберат, да кажам, на колегиум, па ќе одлучат, еве од денес така ќе постапуваме без да се промени законот. Се заборава дека овде единствен законодавец е собранието на РМ. Не е ниту министер, ниту заменик, ниту ујапа, ниту за да носи јако решение. Така е. Значи мораме во овој дел да ги подобруваме. Конкретно прашање, од каде пари во стопанството за да се обезбедат пари за администрација и пензии, а проекциите, еве, се изголемување на платите генерално? Па, да, реално, ја и во изјавата кажав дека за жал ние досега немаме видено консензус на политичките партии околу реалните политики како да се развие стопанството, како они да се ојакнат. Со конкретни бројки, како да обезбедат 30.000 плата, или да обезбедат пример плата веројатно во краток рок е невозможно. Ние бевме едно од тоест единствена комора која што пред изборите, многу поодамна пред изборите, рековме дека сами како стопанственици бараме мрдање од минималната плата која што е поставена од владата затоа што таа е толку мала што колку е сега, колку изнесува да гледаш? 10.080 еве мрднала малце, дека таа во суштина продуцира сиромаштија. И самите стопанственици кажуваат дека имаат проблем, затоа што кога веќе некој ти поставува минимална плата, ти викаш минимално јас сум ограничен толку и остануваме. И како стопанственици излеговме со предлог дека треба да се придвижиме и некои проекции кажуваат дека со леснотија со сегашните параметри кои што можеме да ги земеме за пораст на минимална плата до 13.000 би можело без проблем да се отиде и без при тоа стопанството да го тоа премногу осети. Но ние имаме секако голем проблем дека никој не зборува за тоа. Ние тоа сме го кажале на неколку пати на сегашната влада и пред да биде техничка влада, па и кога немала техничка влада и другите влади со другите премиери, веројатно тоа не им оде во прилог им одат некои капитални инвестиции кои што ги слушнавме. А на пример, само морам да го кажам тоа, пред недела дена добивме одговор за царински терминал во Јаженце, дека одговорот е дека немаме средства тоа да го направиме и затоа сметаме дека е битен, но немаме средства, за жал правите што сакате. И ја тоа го кажувам дека немаат сенс за стопанството. Затоа што не сваќаат дека 2 денари повисоки трошоци за транспорт, за килограм пиперка, кој што он мора секако да ја однесе до Блаце, за него значи помал се конкурентен продукт на странскиот пазар и тоа е губење на пазарот. Они тоа не го сваќаат, ја немаат таа бизнес логика. Не може би го сваќаат, меѓутоа не им одговара да го применат. Пауза за реклами и одме во завршница на дебата. Морам да кажам дека имам уште 3 минути од оваа емисија и бидејќи не им дадов збор претходно на професорите Кожухаров и Ивановски, еве Кожухаров, добро, Ивановски, повелете, ајде, вие сакате роденденски да завршите. Многу децидно. Неблагодарно хипотетички да се анализираат програмите на партиите, бидејќи на крај она што треба да се спроведува е програма на влада. Да видиме кој ќе прави владата, како таа ќе се дефинира и да се врши перманентен јавен притисок за фокус на владата кон економијата. Со редефинирање на политиките и со целосно инсистирање на поинаков пристап во мерење на квалитетот и ефектите на тие политики. Например, и со тоа би резимирал, задолжување за жал ќе има и во 2017 година, но тоа бегање нема. Проблемот е ако оваа пракса на пирамидално задолжување заради враќање на старите долгови, без да има додадена вредност во економијата продолжи, тогаш ние ќе бидеме секоја година во се потешка и потешка ситуација. Јас сакам да видам и како граѓанин и како економист дека некоја влада ќе рече дека ќе се задолжам и за тоа да постои консензус помеѓу партиите во собрание, бидејќи така треба да идат задолжувањата, и помеѓу коморите и да се рече ќе инвестираме толку и толку пари во енергетика. И дали ќе ја реактивираме ТЕЦ Неготино, дали за 100 милиони евра ќе се изгради една голема хидроцентрала како Чебрин или Галиште, кои што цело време се откажуваат, а пари се даваат како она што го гледавме.
Или ќе слушнеме дека ќе има проект за инвестиција и асфалтирање на локални и регионални, не само автопатишта, бидејќи во најголемиот број на села, на локални зони. избори верувам дека може тоа. Не, верувајте, во најголемиот дел од местата последниот асфалт е од време на Југославија поранешно. Така да не мислиме дека има прогрес. Или да видам дека државата нема да продолжи да биде директен бизнисмен како што тоа е сега, на начин на кој што лошо го прави, туку да ги создаде условите и да во една индустријска зона, пример како Визбегово или некои други, не само технолошко развојните, ги создаде предусловите за конкурентен бизнис и да им помогне на малите и средни предпријатија, ама да знаеме дека тоа е столбот и моторот на македонската економија, како што сега за жал не е. Односно, јасни, прецизни, дефинирани политики за кои што однапред ќе се постават мерливи критериуми за да видиме дали тие ќе бидат успешни. За тоа треба да се земаат пари и од надвор и од внатре. До сега, како што е поставена целата работа, и во 2017 и со изборите и без изборите, и во следните години, ние ќе продолжиме да видиме само социјална држава во која што ќе се гасат пожарите и само ќе левитираме во просторот без да имаме повисоки стапки на раст како што ги немаме во изминативе години. Жухаро, вашата завршница? Благодарам. Јас ќе завршам со она што почнав. И мислам дека сите се сложуваме и сите повторно дојдовме на почетокот. Континуитет и долгорочност на сите активности, или тоа го викаат во современи услови одржлив развој или sustainability. Инаку во интерес и со почит кон вашата покана, ќе наведам само некои од изворите и ќе ги ставиме на располагање за да можат, бидејќи емисијата е кратка, на позициите за кои што бевме спремни, мислам, повеќето од нас присутни денес, или сите ние, да не се цинизираме. Тоа се Светскиот економски преглед на Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка редовен економски извештај за Југоисточна Европа, број 10, 11 и така натаму. Од оваа година, Европската комисија, проекција за европска економија од ноември 2016, ЕБОР, регионални економски изгледи, консензус форкаст, или фокаст, кој како ќе го каже, на Националната банка на Грција, потоа извештајот за брзорастечките економии во Источна Европа и Медитеранот. Овие се позитивните извештаи. Да, за кои што се повикал, што не стигнавме во интерес на времето, ми тоа ќе го понудам ако сакате да го ставите. И многу е битно. Министерството за финансии, ребаланс на буџетот за Македонија, буџетот на Македонија за 2017 и фискална стратегија 2017 до 2019. Тука влегува и вработувањето и секако оно што најмногу го почитувам кај нас, извештаите на Народна банка на Македонија. Добро. Ете, вие позитивно ја завршивте и дебатата и се надевам дека позитивно пак ќе почне и 2017 година. Ви благодарам на сите што бевте гости вечера во студиото и вами на гледачите се извинувам што не можевме сите прашања што ги имавме зацртано да ги поставиме. Проблемот со економијата што овдека не може туку така да се скока од едно во друго, бидејќи потребни се податоци, факти, заклучоци и одредени бекграунди, за да нештата нели станат многу појасни. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телема.